Технологијата денес зазема се поголема улога во светот на социјалните иновации. Blink 4221 ги комбинира овие две работи. На кој начин? Центарот за социјални иновации, Blink 4221, е основан 2011 година и работиме како платформа која што обидува различни профили на професионалци и се трудиме со нашиот тим и со исклучително млади луѓе да ги поврземе технологијата, социјалните иновации и импактот, односно влијанието врз заедниците на национално, на регионално и на европско ниво. Генерално сме заинтересирани и се интересираме како може технологијата и новите напредни технологии кои што денеска се тука присутни и се повеќе и повеќе се дел од секојдневието, да може да бидат искористени за добро, за напредок, да надминат одредени предизвици, да отворат нови можности, да креираат соработки во различни сектори и секако да овозможат подобар живот во заедницата, да ги унапредат процесите како што е дигиталната трансформација која што е неизбежна во повеќе сегменти и секако да креираат нови решенија кои што сепак се насочени кон граѓаните и им служат на граѓаните, а не обратно. Можам да кажам дека сме фокусирани на три сектори или три полиња на кои што развиваме технологија. Така што образованието ни е еден од секторите кои што навистина се трудиме да креираме технологии и решенија и алатки кои што може да го подобрат образованието. Другиот сегмент се секако јавните институции, односно граѓаните и заедниците, каде што интензивно работиме како можеме да ги направиме јавните услуги подостапни, да ги дигитализираме. И третиот сектор кој што нас не е поприлично драг и можеме и да направи најмногу интересна работата е културата. Интензивно работиме во културата. Започнавме со културното наследство, меѓутоа работиме и со европски филм, меѓутоа и работиме многу со музеи, со галерии и со различни представници од културниот и креативниот сектор, трудејќи се да развиеме решенија кои што ќе бидат, да речеме, атрактивни за младата генерација која што е многу насочена во телефоните и која што денеска бара кога ќе оди да доживее некое културно искуство, тоа да биде интерактивно. Кои се конкретните иновации кои што ги имате развиено во секоја од овие сфери и која од нив практично предизвика најголем интерес кај младите кои што се вашата целна група? Blink може да се пофали нескромно, меѓутоа може да се пофали дека во изминативе години имавме можност да работиме во малку поголем проектен тим и да успееме да развиеме решенија кои што не беа само интересни или достапни за Македонија, меѓутоа и да направат влијание во регионот и во Европа. Почнувајќи од VR Skills Lab, односно платформата на која што развивавме дигитални алатки за обука и тренинг на млади луѓе, имавме можност во поширок продукцијски тим да развиеме две апликации. Едната апликација е за одржување на електрични инсталации и која што ја користат средните училишта, електротехничките средни училишта во Македонија, а другата апликација е управување со столбен кран, која што ја користат тренинг центрите кои што даваат обука за кранисти. Овие апликации се од исклучително значење во образованието, бидејќи се креирани во виртуелна средина, односно овозможуваат учениците, односно возрастните кои што се сертифицираат во една безбедна средина да стекнат знаење и вештини и да може да го вежбаат или да ги усовршуваат своите вештини без да се грижат како бил претходниот пат и како бил следниот пат, бидејќи средината е безбедна. Од целата анализа што ја направивме, управувањето со столбен кран излезе како една многу предизвикувачка обука, не само во Македонија, туку генерално во Европа, бидејќи сепак, покрај тоа што ќе го вие поминете тренинг центарот и обуката, сепак треба на крајот да отидете некаде да вежбате на градилиште, на реален кран, кој што за и самите тренинг центри е поприлично скапо. И од искуството што го имавме со средните училишта, навистина им даде една нова димензија и на професорите, кои што се покажуваат дека применуваат нови технологии. Во 2021 година, иако беше коронска година, ние имавме одлична соработка со Националната установа Стоби и со тимот таму ја развивме првата апликација која што користи виртуелна реалност за едно културно доживување со исклучително млад и ентузијастички тим. Изработивме 8 минута
анимација која што го реставрира во виртуелна средина целиот театар, кој што бил огромен, гламурозен, 13 спратови, 7000 луѓе примал. И има едно доживување кое што се вели гладиаторите се враќаат во стоби. Целата анимација ги води посетителите на едно доживување каде што лично во виртуелна средина присуствуваат на една таква гладиаторска битка, да речеме, што се случувала во стоби во 3 и 4 век. VR доживувањето е супер и за деца и за возрастни. И за сите дава едно ново доживување и едно ново искуство кое што не го гледаме секој ден на археолошките локалитети. Потоа ја изработивме апликацијата Immersium, која што денес е достапна на 3 локалитети покрај стоби во Србија во Минакиум и во Емона во Словенија, која што го надминува моментот на таа големина што имаат археолошките локалитети и кога ќе дојде некоја вие да немате водич. Затоа што некогаш доаѓаат цели групи. Immersium им дозволува на еден геймифициран начин да поминат низ локалитетите, да научат, да влезат во чевлите на некоја си личност која што е ставена во апликацијата и ги води посетителите. Она што сега работиме во делот на културата и мислам дека многу ни е драго што Македонија за прв пат е лидер на еден голем проект на Креативна Европа, каде што работиме на развој на модел кој што користи вештачка интелигенција и големи јазични модели и големи дата податоци да креира решение кое што ќе ви овозможи да разговарате во прво лице со познати личности од историјата преку нивните скулптури и портрети. Така што ќе во наредните 3 години со партнери од Словенија, Латвија, Грузија, Грција и Македонија ќе работиме да го развиеме тој модел. Ќе создадеме диалози или да разговарате со луѓе од историјата и да ги прашате директно тоа што ви интересира преку некои нивни познати скулптури и портрети што се во музеите и во галериите. Кој ја развива практично таа платформа и каде се очекува да биде имплементирана? Платформата се вика Talking Heads, бидејќи вие може да разговарате, нели, да размислувате како личност што ќе ја одберете. Последно од вашиот арсенал на иновации или така наречени социјални иновации е софтверот за препознавање на корупција во јавните набавки, кој што е во завршна фаза и кој што вие го очекувате со нетрпение, но ние со неочекување би сакале да знаеме кој ќе го користи и кои ќе бидат резултатите од истиот. Последно нешто што ќе се објави многу скоро, можеби веќе следниот месец, е софтверот кој што веќе 2 години го работиме и кој што е исклучително развиен со македонски тим. Се работи за систем за законска усогласеност и интегритет во јавните набавки, FIDA, кој што ќе овозможи сите оние вработени во јавните институции кои што подготвуваат јавни набавки, значи во процесот на подготовка, уште пред да ги објават на официјалниот систем на ЕСЈН, да можат преку системот да ги проверат јавните набавки и за се она што не е законски усогласено, дури ако има и некои ненамерни грешки, софтверот, односно системот ќе им подигне црвено знаменце. Системот има за цел да ја намали корупцијата, односно да ги елиминира сите оние елементи кои што ја ограничуваат, например, конкуренцијата, или сите оние елементи кои што немаат комплетна законска усогласеност, недостасуваат одредени сегменти кои што една јавна набавка треба да ги има за да биде, нели, подеднакво достапна за сите оние кои што може да се пријават на истата. Да ги елиминира и човечките грешки кои што многу често се случуваат, нели, во пишување, во креирање на различни документи. Се со цел да јавната набавка кога ќе дојде на системот на ЕСЈН да биде во најдобро решение, односно во најдобро издание. Системот има дата база на преку 70.000 јавни набавки од минатото, значи од последниве 5 години, на кој што ќе го тренираме моделот. Значи користи големи дата бази на податоци, користи машинско учење и големи јазични модели кои што треба и ги тренираме постојано да бидат се подобри и подобри и секако користи вештачката интелигенција во идентификување на тие одстапувања од законот. Од следниот месец од кога ќе се објави системот, ќе влеземе во една тест фаза со надворешни корисници. Имаме пилот 3 општини во проектот кои што во еден интензивен период ќе поминат што може повеќе јавни набавки со цел да направиме, односно финална верзија и финално
одлучување како и све треба да изгледа во системот. И мислам дека доколку покажеме една успешна со општините, системот ќе има многу применливост во било која друга јавна институција, државна јавна институција која што подготвува јавна набавка и ќе може да го елиминира оној човечки фактор кој што води до некои коруптивни елементи во процесот на подготовка на јавните набавки. Така што верувам дека ФИДА ќе биде следната година најреволуционерниот продукт кој што сме го изработиле тука во Македонија.